Molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten. Tatko moj nebesen i slovo Božjo mi isprati. Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su. Tatko moj nebesen, Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, tatko moj nebesen. Znaš ne? To je furnesta urna. Znaš? Dobro si, ja znamo ti sam je tu. Dobro si, je mi tako, su Januar si se bila, 10. januar u i ajde da Germaniji. vidimo, inače ne ide. Doš? Mnogo. Jo se zaladjama, pa imaš ško. Lento. Взимате китарове, Жошко, а? А че е било, че аз ти чекам. И 6. Neka se ispeći. Bravo. 75, zatvorime se. Zatvor. Istio si. Kako Veliš, što beše, veliš da ne si sam mi jedna. to nema ni da umriš. Ne umiraš. Od umirajne neka do gospoda skokame dugo. Oj tako da Ama dur si živ si tako. Otko te znaš. Ko igrame u Germanija futbol od Imam 70 četiri i futbala. četvrta Ja 70. šest imam, ja čina. Ovo je Сега od пето Pirinske ти дойде. Makedonije. Ovo je od Гледайте по Skopje. трима. И двете по три. Чаша гошен. Да, бе. Това му rekao ja, za vreme ne reći kišovime. Отим влеги стенек след. Ne možemo, ajde, Ajde, pozdrav se, prijetno. gledame da vidite zdravi Ме чекаме да дойдете кај вас. Сега вие готови ќе бегате, ние ќе На дојдеме. мене пак ще ми завърне на моята доя. Какво станете вечер, баба? Бегат. Имаш ли место? Дека не. Во времето, тука, от тамо, ени старите кучарки. От тука, навам ова сето е бавчи, ова е сет нов дел. До тука бил Лерин, ени старите. Кажете уште една таму стара, една другата стара, кај што стоја. До тука ова е новиот дел. Значи, ова се било бавче и таму горе си имам качвано онде и да дивите свињи. Мичо, диви свиње тука тепа. Мечки, има се. Значи, A vi za koji period ste bile tuka? абе, јас сум овде идем уште од 75-та година. Значи, и редовно со него бев во Германија, тој од едно село е тука, и тој беше во Германија и од тогаш редовно идам, ама тој се врати, тука ја се останам. Разкажи как ни причека на мене и на Павле в Германија. Кажи. Ја во Германија дојдо тој и Павле ќе одат во Страсбург, а не над каде, и јас ги зедов таму и ги носев колата му, и имам давано пред тоа на Павлена. Одат бара македонците права, ама никој не му дава, тоа е тај проблем. Ама главно пак нешто права. Živi sme, zdravi sme, Gospod me izocio. Čikaka, ranene, gara, секаде. Да, се најдоме на 75 години, татко му Тапанџија беше во селото и ја модено кајне. Видиш како Мало се знае. Не, има. од 74 Тие са Бугари, гради. Тоа Каза се- бензина бега. 40 години. Јас бех
Тогава втори път у затвор. Мой бах ми завърти на 74-та, втори затвор, 4 години карах. И не имам раса. Така е со големиот брат Сидеропол ти и Стојко на Антон. Антон на Шекри беше и тој од Министерството за надворешен беше. На Македонија? Гледај, со еден човек не битно ништо. Това е негова жена. Здраво. Ти треба да го прими брат ми таму во Страсбург крста и тој се обрадувачи вака, сега ќе дојде. Тој се оперира од срце. А сега се оперира, ама ќе дојде после некој саат. Се видим. Со Сидерополо беа ти, Антон Шекрев, Андон Шекрев, Ќе дојде. Јас го барав да го земам, Саваља ми се јави и телефоно нешто и после го нема нигде. Јас се познавам добро со Шекрев. Тој таму е, таму ми се Јас јави. бев таму, да. Ми се јави по телефон да ќе дојде. Добро, нека дојде. И тој ви остаре, мора да го заменете. Не. Од кога се борете, некој млади треба нешто? Не, па младите, знаеш кога, од кој ќе направат фамилија, од кој ќе се стабилизираат работа, да седне почнат да работат на тоа македонско република. Ние поќе трчаме, поќе да видиме со фамилијата што е младост е младост, како младост. А за вака на готов сите трчат. Да. На готов. А товарот треба да носиме, ја ние 3 луѓе, 1, 2, 3, 4 луѓе органи. Лескоец. Лешковиц. Од Лескоец. Ама тој беше многу мераклија и тапанџија човек. Со него какви карти имам играно, какви заебанци. И синој му не знае толку македонски колку тој што знаеше. И се научи, се запозна и од тога и разбрав дека има, иначе и кај нас не кажуваа порано, како дете, никој не ми кажува. Јас тоа ме носеше баба. Kaj ste ve, decave? Kaj ste ve, uvaj, decave? Dubravke? Kaj si ve, Dubravke? Šopaj. Ти идеш последен ден до Господ, не избркај и така. Тука е Македонија. Вардарски, Левски, Пирински. Професоре, како е професор? Здраво, живо. Како сте? Како сте ви? Поштовање, стане, јас сум стане. Много години. Казали Грицки, пикте раката. Биде појде. Дали појде да ти дам? За лимација. Прво за албански јазик. Прво тие не се албанци, тие се шкипитари. Овде зборуват албански, тоа е друго. Цела Латинска Америка, прво шпаниолски. Ама не се сите шпаниоли. Секој се има посебно име. Таа е грешката на тие нашите поранешни. Се добар, ако не се признае македонско малцинство. Дедо Господ плаче за Македонија, сакаа да бидат заедно Пиринска, Егејска и Вардарска, ама не бидва и еве плаче Дедо Господ и народот не знае да плаче, Дедо Господ плаче, затоа заврне. Стојан дојде во Егејска Македонија еднаш да види како егејците се веселат, ама ништо. Джаве Дедо Господ заврне и плаче. На време кој стана сировата да игра, тапано се скине. Така и ние македонците. Иначе прво бехме, ама оне Јордан, ако знаеш. Така, Сега ќе бидат седнати тука, ќе бидат седнати, Павле ќе дојде во Скопје, тој професор Денчев, ќе биде и пратенико нашиот што е тука од Ларин, со Сириза ќе биде денеска тука, треба да седнем заедно. ќе биде таму седнати они,
Ама казно се авија после 10-11 сати ќе почне се соберат луѓето тука. Сега на 10 ќе почнеме ние 9:30 грчки екипи. Само македонски. Вчера не беше не беше Вие со Маријана зборнавте? Со Маријанчето од канцеларија? Од виножито. Канцеларијата ми се јави од Бугарија, вака и вака и вака. На сите гости се добродојдени вака во ден. Од Томо Илинден, не знам, не ми каѓа дали од Томо Илинден, ама не знам кој од Бугарија се јави, некој други. Не знам, ние, тој беше... Мариово. И вака се. Моите дедовци овде терале овци, продавале. Добро, тоа Петок имаше пазар. Петок имаше пазар. Да. Вака Кошосеј. Вака е Мариово. Кошосеј се, да ти кажам, ту е север, Да. тамо е исток. Да. Тоа исток, запад, југ. Да. Ти си тамо, не кажбај тамо, тамо е воден. Тука си, точно тамо. Затоа дојде ричето, а нека како го вртеме и остана така, таа. ти си точно на во место. Да. Тука, значи, од таа страна, значи, воден, веќе ричето што се така, покажува е воден. Туа си точно воден, Да. оди на Кајнас воден и е исток. Да. Од Кајнас вака. Кајмак Шалан што викаме Ники Варда, точно тамо низ него, срцето на секој забајде. Негушко. Убаво бе, многу убаво поминавме, барем на трошковите излеговме. Народо, тоа што го чекаме ние од народо, ни е дупло народ. Добро, тоа е добро. Дупло народ. Мило ми е, тоа е добро. Значи, вие сте едина организација тоа што така Чинко Андон почна во Германија, покушав мернаш и уште еднаш не бидва ништо. Таква е се наратија и не бидва. Не, тешко е да се уведе народот, што велиш младио. Јас сум Пандо Ашлаков, роден 56-та година. Роден во село Овчарани, мајчиниот јазик ми е македонски јазик и ако греша на нешто, не сум студиран на македонски и сум студиран на грчки. Селото ние со 2000 народ. Од тоа што памта јаска, дено на Илинден го празнуваме после турците на 20 јули. Пред турците на 2 август. Мора да седнат со нешто. Селото го празнува на 20 јули празникот Илинден, оти влеговме на новиот календар, на грчкиот календар и за тоа ни гледа разликата 13 дена со Република Македонија. Овој ден селото 90 на 100 се македонци, 10 на 100 имаме гости. Дали се зетои, дали се имаме и троа арнаути и некои манџери што ја викаме ние. На овој ден сите заедно се слави Илинден со песна, со оро, чисто македонско, нема нешто што да не спречи од 85-та наваму што почнаме да се пее македонската песна, до 85-та само се свиреше, не се пееше. А јас дете веќе тоа кога почнавме, проблемите и надминавме и сега Сподајмо на Господ, немаме проблеми. Дали се вика држава, од грчка држава, дали се вика од полиција, дали се вика од све. Народо не држи, знаи што сакаме. Ние се бориме да успееме барем јазико да влезе до 6-то делење, ама тоа, знаеш, кој е дете цица, тоа што плаче. Ако не викаш, никогаш не ќе добиеш. А ние викаме 20 години да се учи македонски јазик. Сега остаревме, билки младите ќе успеат да го кладат македонски јазик да се учи на 6-то делење што го имаме тука. Тоа ако успееме, ќе успееме, многу сне за оро, за песна, за свадби, за такви работи. Троа ако се свестиме да се учи македонски јазик, јас ќе бидам многу задоволен ако сум во овој дел на Македонија, што жива во Грција, оти јас ја почитувам државата Грција. Ми почитувам сите тие што ми барат. Таа греши спрема мене. Се ми има земено, сакам да задржам барем јазико и достоинството. Тоа што е, да речат, татко и мајка, да не ми кажуват, не можеш да крстиш да окажеш Стојан, треба да окажеш Јоанис или на мајка ми име. Тука троа греше, да речам, свето што ни мешат
и црквата не влегла унатре, не можеш вика да кладеш донка, ќе кладеш домна. Зашо? Оти тој што не е грк, не може да биде ирисјанин, се случи кај мојата фамилија. Керка ми се каже да карста донка, кумо га речи донка, попа ми веле викај се донка, јас ќе ти напиша домна. Туе се маките големи кај нас, што и црквата влегла. Во Грција може да бидеш што сакаш, само македоните не бидеш. Го знаеме, вие уште А јас сам направо и градоначалник тука, му бараше писмено на Грција, да се учи македонски јазик. Ми врати писмено. И ми вика, не е признат јазик. Второто писмо што му даду, викам да се учи мајчин јазик. Кажете ми кој ми е мајчин јазик. Државен знам кој ми. Не ми врати. Тоа кажува, нема што да врати. Да. Нема што да каже. Нека ми каже оти сум ѓуптин, оти сум ро, оти било што. Да, нешто си. Да. Значи, На нација. На држава знаме, брате, оти сум во Грција. Да. И ја поштуваш, И поштувам таму, се му таму. цитираш, ама треба да ти и таква. Јас, например, во Германија живеев 43 години. Никој не ми рече, оти кажувам сум македонец, оти таквам, само грците. Само Грците така. Вика, како му кажуваш на германците дека си македонец? Македонец не постои. Како не постои, мовите? Пасош му го извам, ми го врни. Како во водата. И шо? И викам, ама јас имам, пак пише овде. Македонија, ти, твојо Елада пише, не пише Македонија. Вака, една голема грешка има државата Грција за мене, се може да грешам и јас, за мене што треба да се признаат сите цвејќиња што ги има унатре. Оти една башќа со едно цвеќе не личи. Со ново цвејќиња ќе изваи убав мирис. Нека си признае нациите, дали се викат ѓупци, дали се викат турци, дали се викат роми, дали се викат власи, дали македонци. Има 7 нации Грција. Само грците што ги нема, што се помалку. Сите други се многу. Ние сме повеќе од 30 на 100, што се вели лафо. No. Во овој дел македонци 30, да не реча до Солун, до 50 на 100 сте македонци. Осташ тие што ни донесува. Некој време беше 100 на 100. Сега и се 50 на 100. Имаме населени. Нормално, да. Имаме Се населени. промени ситуација. А веселбата и е до Сабајле. Ме радува што сите млади, тоа што се свири, ако ги гледаш на уста, сите го пеат. Тоа ме радува и сакам да кажем оти и младите се свестени. Свадби, крштевки се прават на македонски. Тоа време што ни забранува да пееме, што беме луѓе без глас, само со музика, помина. А јас тоа научи и грчки јазик. Јас го пренеси грчки јазик дома. Оти тоа не тепа. И па јас затоа, тоа сакам да го спомнам, тој Чичкоило. Мајка ми е Донка крстена. И јас са честна мајка ми. Сакаш и јас да викам Донко. Кој татко ми вика по мајка ми Донко, Донко, да викам јас по ќерка ми Донко. Не Домна. Добро. Да ми звучи убаво тоа што порасти. А може да ти знаеш некоја историја за тоа име, јас не знам од кај дојде, но и како. Може да најда. Ако ми била мајка, не си знам историјата, а сега На мене ми остана тешко што ми е забрането да крста Донка. А кумо ga клади Донка. Те сваќам, А кој значи на документи Домна ga пише. Па и во мала престоја не смел да го крсти македонско, он сакал да го крсти, например, Томе, он е Едмонд, Рустем, разбираш? Тоа е И пари морал да дава, мито да му дадат да си ги крсти македонско име. Јас бев во Германија 43 години, со разни луѓе се движам се и знам, ама од сите луѓе нешто учам и купувам, ама некоја во гено на македонецо има некоја останато нешто старо и тоа не може никој да го промени. Сигурно ти не може да го промени, оти колку и да кажуваме, ние ако минаме големи маки тука, не може овој народ толку лесно да се забори. Да, па затоа ти викам, значи... Ако одиш во Грција дол, например, ќе кажам, например, од туа до Солун, до Воден, до Кајлари, помини од куќите, септември месец ќе видиш низа, пиперки, обесени. Помини од Лариса долу, не може да види такво, суи пиперки. Едно еден пример да кажам. Ама види што е, например... А виде низа пиперки, тој да знаеш, тој е македонец 110%. Од генерација на генерација се пренесва, се роѓа патриоти. Се роѓа и издајци, ама се роѓа и патриоти.
Ако си и одмешани племиња, Една грешка има пак Македонеци. излегва патриоти. Четири македонци, 5 партии прават. Тоа е грешка. Само тоа е грешка. Секој македонец, командант, председател, сам држава, се знае Не тој. може, брате. Се знае Со он. една ластавичка не е греде проблем. Никој не ќе сите сакат да бидат први. Македонецот знаеш овеле. Вика сичко знам. Што вика бугарите. Се знам. мисле дека знае, ама ништо нема направено практички. Тој мисле дека знае. Така. И тоа е проблемот. И јас сега ќе ти рече за младите тука, на пример ќе кажа, од кој ќе направиме ова организација, ќе дојде некој од помладите или некој од постарите. Не дојдува ич да се организираме 2-3 недели, да ми кажа, таму греши, абе ти чекаш да се слизна, Да, само стега и да ти кажува после да... а дојди кога ќе правиме, да не грешиме заедно. Дојди помогни, кажи. Да, тачно е, тоа е тоа. Ако го правеше, вака ќе беше по-добро. Добро бе, човек. Јас- Одседне ми го кажуваш. Кажи ми опред да го престигна. Тоа е грешката кај нас. Во село Овчарне, едно од најголемите македонски села во Егејскиот дел на Македонија. Тука секоја година на оваа дата се одвива голем празник. Јас само до сега сум гледал на Скайп на запис на лента, а сега сум учесник да видам тука на живо како играат нашите браќа македонци и македонки. Придружник сум на едно фина македонско семејство од Срумица со Милан Којдовски и неговата интелигентна сопруга. И заедно поминахме многу во пат, многу дружност си поминахме, а тука ни очекува една од најубавите срещи. Сак ќе се видиме со Павле Вескопулос и другите со кои 2 пати одам по македонските дела во Варшава. Учествуваме на КЕПС. Това са 55 европейски држави кои одржуваат правата за безбедност на луѓето кои живеат во ова Европа. И таму ние учествувахме заедно и ги бранехме јас правата на македонците во Бугарија, а тој правата на македонците во Грција. Пред тоа, 90-та година, бехме заедно со Сидерополос. Тој исто така, тогаш ги бранеше правата на македонците во Егејскиот дел на Македонија, а јас правата на нашите македонци во Пиринскиот дел на Македонија. И не мога тука прекрасен воздух, прекрасна атмосфера, те прва ќе дојдат многу луѓе тука и немам збори да кажа колку среќен се чувствувам да бидам во Егејскиот дел на нашата отковина Македонија, бидејќи и мојата мајка е родена овде, во Егејскиот дел на Македонија. Името треба да постои името Македонија, Република Македонија, ништо повеќе. Тоа е. Тамо нака и за сати друци разни игри на секоја една партија. Това е мојата мисла. И за тоа не треба, вие треба да бидете сгрупирани, да биде като народ. Името не е ниту на ВМРО, ниту на друците. Името е на Македонија. И треба да го пазите като да го чувате като окото. А тоа ни остана, тоа ни е се. Тоа ни е се што сме луѓе, да бидеме луѓе, уште тоа да ни го земат името. Ако ви го земате името, тога ќе биде многу тешко. Тоа е ваша проблем. Вие треба да го решите, ние не можеме да решиме за вас и въпроси. Ние можеме тоа што можеме да се кажеме нашата мисля. Тоа е. Како се викате, само да кажете? Јас се викам Андрас Лефтерис. Името ќе трае още 50, 60, 100 години. Грција никогаш нема да се согласи не само оти името Република Македонија е име което можеше да се прифати од Грција. Ние тука на грците што му велиме?
му велиме оти вие ќе треба да се молевте една држава што живат македонци, да се нарекува Република Македонија, за да не има друг народ во други држави, како во Грција, во Бугарија, во Албанија, кои се исто македонци, да барат македонска држава. Ако имаме македонска држава во Балканот, тогаш нема потреба да бараме ние тука друга држава со името Македонија. Тоа треба грците да го разберат. Ако не го разберат, таа работа, и ако нешто што не верувам да политичарите во Република Македонија да му дадат на Грција, да кажеме, меѓу ние, тоа е друга работа, меѓу Грција и Републиката Македонија. А на меѓународно ниво не треба со ништо да препуште Републиката да се нарекува по кој друг начин, освен Република Македонија. А ако нешто такво се случи, тогаш извинјава, јас не мислам оти може некој политичар во Република Македонија да стигне до тоа. А ако се случи тоа, тогаш ние од сега најавуваме ќе правиме борба за друга Република Македонија во нашите земји тука. Добро вечер на целиот македонски народ. Еве тука сме во Овчарани, славиме Илинден. Сега за сега почекуваме некој дожд, се да надеваме брзо ќе помини и да продолжиме со нашите македонски манифестации. За името, за притисокот, каков е ставот на? Притисокот од секогаш постои. Треба ние да подгледаме на притисокот. Република Македонија како држава си има сосема доволно различно име од територијата Македонија во Грција и нема потреба воопшто да има нека промена. И за вестникот кажи 2-3 збори. За вестникот за жал престанавме со издавањето, има скоро година и нешто. Потешкоти и разлики имавме, претежно финансиски, и сега за сега паузираме со тој проект. Ако 10 години работев над романата Егејска солза и уште 10 може би ќе работам, но многу ми е мило што успеав со првата книга да се објави во јавноста и да прозвучи со сиот оној глас, со сето ехо на македонците кои што горели и се бореле за обединување на целокупна Македонија, а може би духовно, може би ќе кажеме дека веќе се сплотуваме. Овде денеска бев со луѓе кои што потекнуваат од овие предели, прв пат може би доаѓам во ова село, но сепак би нагласил дека многу приказни, многу легенди, многу преданија слушнав кои што зборуваат за големината, за храброста, за борбеноста на овој народ од ова поднебе и може би духовно ќе бидеме посилни, посплотени, доколку по-сериозно се засрсиме со сите македонци од Македонија и од диаспората. Јас ви кажам тоа дека романот веќе втората книга се објави, првата предизвика голем интерес и оние читатели дури нема некој што не одржал солза или не покажал колку има духовно течение во таа книга, во тој роман, колку се сака Македонија, како се љуби Македонија и како е таа во срцето и секојаш што е сребрена солза или бистар блесок на душата. Сам да кажете како се викате? Вангел Колозановски, инаку автор на повеќе книги и издавач на љубители на литература, култура и наука за книги за Македонија, претежно објавуваме. Да дојде време и некој театар да се направи, сано се знае. И милост Божја ме облеја, мирот свој ни го даруваш, со сиот разум, срце, душа, верувам во Исуса, Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе.
nebese se vraćam pak kaj tebe, tatko moj, nebese se vraćam pak kaj tebe. Te sakame, Gospode Isuse Hriste.